Изостана една порака до вашите ривали. Имаше, мислам, доволно пораки. Која е пораката сега, што ќе испратите до Ако Малоречица? мислите прво за Чаир, ова е прв пат да се заврши во прв круг. Значи до сега од 2005 до сега, значи сегаш имаше втор круг во Чаир, имаше убедлива победа и мислам се ја добија пораката во Чаир, но и на републичко ниво ние цело време нашето залагање беше да збориме на парламентарните избори, зборевме за промена, на локалниве сакавме цело време да збориме за програма, проекти, децентрализација кој што е столб еден од битните на Охридскиот договор. Тие цело време инсистира на референдум, легитимитет. Мислам дека и за тоа си го добија одговорот. Граѓаните се одлучија за промени. На нив сега има доста време да се реформираат со нови идеи, нова програма, нови луѓе. Со оглед дека бевте долгогодишен член на ДУИ, Да. добро ги познавате вашите опоненти, што очекувате таму дека ќе се случи? Па, Што предвидувате? На прво, значи, коалицијата која што ги менува имињата и самите бегаат од називот ДУИ, веќе и сами знаат дека нема ништо од ова ДУИ од тоа што беше основано 2002 година. Прво Европски фронт, па Национален фронт, па сега АКИ, утре кој знае што. Очекувам дека ќе има распад на таа коалиција во наредниот период. Мислам дека Во партијата? и во партијата е време, значи, Ахмети да си оди.